Да, ново издание Аргумент плюс среда, како што најавив, тема на ова издание ќе биде внатрешната и надворешната безбедност. По оние најави и оценки од владата дека Македонија е на удар на хибриден напад и воедно организирани и оркестрирани подпалувања на пожари. Во студиото го вклучувам Велин Стојановски, полковник во пензија, магистер по национална стратегија за одбрана. Добро вечер, Стојановски. Добро вечер. Поздрав до гледачите и до вас во студиото. Ви благодарам. Би сакала да го искористиме вашето искуство за проценка и оценка на безбедносната ситуација. Денеска имаме нова изјава од премиерот Мицкоски, некако смирувачка, вели дека состојбата со пожарите Трубарево, Вардариште, па дури и Дрисла е под контрола. Веќе немаме онаа нарација дека постои опасност од нови организирани подпалувања на пожари, не се споменува денеска хибриден напад на државата, смирувачки тонови, но обвинувачки кон опозицијата дека таа е виновна за политичко поентирање поради критиките. Јас најпрво би сакала да ве прашам, ова околу пожарите некако стана комплексна ситуација, бидејќи изминатиот период се соочувавме со пожари на отворено и веќе сме во една фаза кога зборуваме за пожари кои се подметнати, зашто вчера видовме една ситуација во Скопска Пинтија, до пожари во компании или на приватно земјиште. Може ли вака да ве прашам една диагноза да дадеме што ни се случува во моментов на внатрешен план со пожарите? Навистина, оваа година имавме премногу пожари, како на отворено, така и во објекти. Причините за секој од овие пожари треба да ги утврдат надлежните органи. Меѓутоа, тие вообичаено подлегнуваат, се поделени под неколку фактори. Прво, природен фактор, тоа се пожари кои настануваат од молњи. Оваа година мислам дека многу малци од пожарите беа предизвикани од такви појави. Второто е технички фактори, неисправност на инсталации, делови прегреани и така натаму. Третиот фактор се институциите кои не презеле одредени активности за да не дојде до пожари. Таков е пожарот во Дрисла, тоа е институција која има едно оделение која се бави со мониторинг и заштита на објектот. И да во такви услови избие пожар, таа целата институција е виновна за истиот. И главен фактор за најмногу пожарите е човечкиот фактор. Мотивите кај човечкиот фактор ќе гледам во економски или финансиски. Запалија шумата, а потоа како опожарена купија поевтино. Второ, реваншизам. Знаете, одредена група да се реваншира на своите опоненти, ги пали нивните имоти, такви се беа за палењето на автомобили на одредени полицајци, на чувари во затворот и Дризово, па и на адвокати, и такви ще имаме и во иднина. И последниот мотив го гледам во криминалните групи кои сакаат да се да поентираат и да нанесат штета на своите опоненти. Во суштина, овие причини можат и да бидат комбинирани, нели, покрај човечкиот фактор да има и другите фактори, но повеќе од 80% од пожари, па и до 90% од пожарите во оваа година беа предизвикани од човечкиот фактор. Да, но... За жал, и климатските услови оваа година погодуваа за пожари. Знаете, имавме дожди април и мај, каде што тревата букна, а со доаѓањето на топлото и суво лето, тоа беа добар или идеален предуслов пожарите брзо да се шираат од едно место на друго. Да, Стојановски, но ајде малку вака да набројавте еден корпус на причини, дел од нив нели се поврзани и со самата природа, со човечки фактор, но ненамерно, без некои лукративни и позадински причини. Мене ме интересира оној друг дел на иницирање, подметнување, предизвикување пожари, кој има одредена криминална, лукративна, па можеби дури и политичка позадина, за да се предизвика некоја паника и страв кај населението. Јас сакам да ве прашам, еве како човек кој ги знае тие безбедносни стратегии, дали во моментов
Ова што се случува, зборувам за овие случаи, веќе не се ни изолирани, бидејќи секој ден сведочиме на намерно подпалување на пожари. Дали Македонија е соочена со внатрешна закана за организирано подпалување на пожари со мотив и позадина да се предизвика страф и паника кај населението? Секако дека сите овие пожари имаат и безбедносна закана кон државата. Пред се, ако погледнеме во првиот пожар од пред 6 месеци, пожарот во Кочани, во кој изгоре иднината на државата, ја доведе државата на работ ќе не биде или нема да не биде. И се додека не се заврши правната постапка кај овој пожар, безбедносната закана за државата ќе постои. Се додека до последниот виновен не излезе пред лицето на правдата. Пожарите на отворено, гори националното богатство, шумите, се трошат безбедностите ресурси и тоа секако влие на безбедноста на државата. И карактеристично последните неколку пожари во околината на Скопје. Започна со Вардариште. Загрозени населбата Аеродром, Лисиче, Газибаба. За неколку дена се пали Дрисла. Загрозено повеќе од половина Скопје. И веднаш потоа доаѓа Трубарево. Каде што веќе цело Скопје е сериозно загрозено. Тоа е повеќе од 1/3 од населението на Република Македонија. Здравствено загрозено, безбедносно загрозено, се шири страв, се шири паника и тоа е сериозен безбедносен предизвик. Целите се бирани навистина многу внимателно. Почнува, значи, од Дрисла, каде што гори отпад кој може да биде и токсичен. Потоа се проширува со Вардариште, таму со Дрисла, таму имаме, значи, и опасен отпад. И на крајот се бира или се пали магазин со електронски отпад во Трубарево. Кој е, значи, самиот избор на предметите, односно објектите кои ќе горат, упатува дека е оркестриран од некоја група која сака сериозно да ја загрози безбедноста на Република Македонија. И сега, Стојановски, се извинувам во овој дел, еве, ако велиме дека сепак постои некоја оркестрирана ситуација, бидејќи се таргетираат позиции за подпалување, кои тангираат поголем број на граѓани, ве велите 1/3 од жителите на Македонија, се концентрирани во Скопје. Тоа воопшто не е мала бројка, значи се таргетира поголем број на население. Без намера јас да ширам паника и страв. Јас прашувам дали во една ваква ситуација треба да очекуваме поревностна ситуација, интервенција на надлежните институции. Зошто го велам ова? Ние дневно информираме, досега имало приведени 20 за подпалување на пожари на отворено, 4 имаме со продолжен притвор за Трубарево, но дали препознаваме одважна реакција и акција на надлежните институции која води кон смирување на населението и се праќа порака дека нема потреба ниту од паника и од страв и дека состојбата се држи под контрола. Дали можеме да констатираме дека ние во моментов ја имаме таа целосна контрола институционална врз состојбата? Информациите кои ги добиваме од теренот говорат дека состојбата со пожарите се смирува. Веројатно тоа е и денеска, нели го слушнавме, дека не постојат директни закани, понатамошни закани од овие пожари. Меѓутоа, дали институциите реагираат и дали ја донесоа конечната одлука, се уште не знаеме, затоа што се уште се сведува на поединечно реагирање на одредена институција или на поединци, премиерот, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување и така натаму. Тие кажуваат своји ставови. Меѓутоа, ако се одржеше седница на Советот за безбедност, ќе се дадеше на посебна тежина и населението ќе добиеше конкретни информации, значи секоја препорака или заклучок од Советот за безбедност
ќе значеше поголема доверба во институциите, секоја информација ќе беше потврдена, значи од повеќе институции, таму се собира, знаете, од повеќе институции одговорните лица, и ќе имавме целосна и сигурна информација што на вистина се случува со пожарите. Да, Стојановски, ве молам, значи во овој дел, токму сакам и јас да ја поентирам тежината на целата ситуација. Ние имаме, например, државен врв, конкретно премиер, кој вели дека има наоди сознание за оркестрирано подпалување на пожари. Имаме директор на дирекција за цивилна одбрана, како беше заштита и спасување, кој вели ние сме на удар на хибриден напад. Ваквите изјави не доаѓаат од опозицијски редови. Ваквите изјави доаѓаат од највисоките структури на власт. И со оглед на ваквите изјави, населението верува во ова и може ваквите изјави доколку не се преземе соодветна реакција да предизвикаат нели паника и страв. Во овој контекст, вие спомнавте Совет за безбедност. Еве и денеска втор ден прашуваме во кабинетот на председателката Силјановска Давкова дали има намера да заседава тој совет, со оглед на тоа што оценуваме дека ситуацијата нели е комплексна, критична, подзакана сме некаква. Денеска еден од членовите на тој совет, именуван токму од председателката Давкова, Джевдет Хајредини, во изјава за нашата телевизија вели: до овој момент јас не сум консултиран дека треба да заседава ова тело под јурисдикција нели на председателката Давкова. Требаше ли да биде свикан тој совет за безбедност? Или можеби со несвикување се избегнува и се ублажува, се амортизира паниката и стравот кај населението? Делумно се сложувам со вашата констатација, меѓутоа, ако се одржеше Советот за безбедност, ќе имавме поголема доверба. Ќе имавме токму тогаш смирување на населението, ќе немаше страв. Значи, ќе бевме сигурни дека сите институции во државата се грижат за нашето здравје, сите институции ги преземаат соодветни мерки и секој заклучок или информација после Советот за безбедност ќе беше потешка, ќе имаше поголемо влијание на сите граѓани. Да, еве, поентирате вие дека сепак Советот за безбедност треба нели треба да заседава. Еве се обидувам да најдам последен став што е даден од кабинетот на председателката Силјановска Давкова. Ке ми дозволите некоја секунда да го прочитам. Председателката секогаш ги консултира членовите на Советот пред да свика седница, како и надлежните органи и служби. Во моментов се одвиваат активности насочени кон откривање на причините за пожарите, санирање на последиците и превенирање на слични инциденти. Се разбира да може да очекуваме и идентификување на сторителите, утврдување на одговорност и санкционирање. За свикување и одржување на седница потребни се релевантни информации и подготвени материјали. Значи, кабинетот на председателката очекува релевантни информации. Ја повторно сакам да потенцирам, ние имаме изјава не на опозиција, не на трети ешалон директори, имаме изјава на председател на влада, кој насочува на организирано подпалување на пожари. Нели е тоа релевантен извор на кој што ние треба да веруваме? Видите, и директорот на дирекцијата за заштита и спасување ги нарече хибридни закани, и премиерот кажа дека се тоа оркестрирани од одредени центри на моќ. Самата дефиниција на хибридни закани е широка, односно се однесува на неконвенционални закани со цел да се загрози вредноста на одредени личности, институции или држава. Самото тоа што пожарите се подметнуваат, има елементи и од хибридни закани. Меѓутоа, ако ги анализираме крајната цел која сакала да се постигне, методите на кои се изведени, овде имаме и сериозни елементи на тероризам. Предизвикување на паника, страв. Знаете, во саботата са бајле луѓето стануваат и целиот град не гуши. Децата треба да одат во градинка. Луѓето треба да одат на работа. Каде да ги остават децата? Целиот
град мириса на пластика, гори. Целите се добро таргетирани, да се загрози цело Скопје. Повеќе од 500 или 600 илјади граѓани во тој момент кои биле во Скопје. Да. Среќа во несреќата е што се случува кога Скопје се уште не е загадено од другите фактори, не е настаната така наречената инверзија на времето, не е декември месец кога имаме и други токсични материјали во воздухот. Да беше во декември ова сето што се сега случи, верувајте, ќе имаме многу последици. Заканата, безбедноста, сериозно ќе беше загрозена и верувајте дека ќе имаше и жртви. Поготово од осетливите категорија на граѓани. Да, веќе лекарите Стојановски си го кажа својот дел дека сме изложени на сериозна опасност, на сериозен ризик, па дури и здравите луѓе, да не зборуваме за хроничните и за болните. Во овој дел споменавте, а веќе од владата најавија можност за законски измени со кои намерното потпалување на пожари ќе се третира како тероризам. Сега јас мислам дека не грешам кога велам дека треба малку да разликуваме пироман, која е некоја форма можеби на психичка состојба, да не речам болест, и од оној кој свесно потпалува поради лукративни криминални причини и така натаму, па дури и политички причини. Имаме ли простор или време веќе да размислиме, бидејќи оваа состојба кај нас е хронична и дури сега ескалира, особено во предизбори, веројатно и тоа има врска некоја. Треба ли да размислуваме за законски измени, за ваков радикален премин во дело тероризам? Секако дека потпалувањето на пожари треба да е дел од тероризмот, односно има многу елементи од тероризам. Во сите дефиниции за тероризмот, а ги има повеќе од 100, стравот, паниката се основни елементи на секој терористички напад. Така и потпалувањето, намерното потпалување, кое ќе се докаже, значи како намерно, на вистина треба да биде третирано како тероризам и да се преземаат најстроги правни мерки. Да, еве се не дури законски измени, мислам за недозволено или на диво одложување на отпад на диви депонии, дека казни затвор до 5 години. Ова вака убаво звучи, но ако се вратиме чекорна назад, прво веројатно државата треба да обезбеди логистика и легални депонии, каде што ќе може на еден легален начин да се носи отпадот, па потоа да зборуваме за доколку ја имаме таа опција, односно јавните претпријатија ја имаат, тогаш ако не го почитуваат тоа правило за легално носење на отпад во легални депонии, ако го сторат тоа на диви, тогаш да бидат санкционирани. Сите овие работи како законски решенија звучат оправдано и се неопходни, но веројатно треба поголема и посериозна системска поддршка и решенија за да го надминеме се тоа. Јас сакам да ве прашам, ја спомнавме безбедноста на граѓаните од аспект не само на паника, страв, туку и здравствената безбедност. Пред малку прочитав дека и Министерството за животна средина попладнево излезе со став дека по пожарот во Трубарево воздухот не е загаден, сето тоа е во некои граници на контролирано, умерено, воопшто не се спомнува ни загадување, значи не е опасен по здравието на луѓето. Институтот за јавно здравје исто така даде оценка дека нема радиоактивност во водата, дека нема остатоци од тешки метали во водата. Треба да им веруваме на институциите, особено на жителите во Трубарево, дека водата и воздухот во моментов не се извор на никаков ризик по нивното здравје? Јас имам и други информации дека одредени мерања покажале 30 пати зголемено присуство на јаглероден моноксид во близина на депонијата кај што се чува електронскиот отпад. Тоа се сериозни 30 пати повеќе од нормалното. Тоа се навистина сериозни закани за земјоделските производи кои се во тој дел. Несобрани, има се уште несобрани земјоделски производи
и храната, односно тие кога ќе се соберат, ќе завршат на пазарот. Дали јас како граѓанин можам да бидам сигурен дека ќе одам на пазар и ќе купам здрав производ? Веројатно ќе прашам да не е од Трубарево. Институциите веќе во понеделникот требаше да отидат да земат одредени примероци од земјоделските производи и ако се докаже присуство на одредени штетни материјали, целокупното производство требаше да биде уништено јавно, нели, за тоа луѓето да си добијат одреден надомест, а ние ќе бевме посигурни од она што го купуваме и што го конзумираме на нашите трпези. Во суштина, да ви кажам, кога ги анализираме постапките на институциите, треба да гледаме од три аспекта. Прво, мерките кои ги преземаат пред настанување на одредена хаварија, за време на хаваријата и после хаваријата. За жал, превземените мерки пред настанување на било кој пожар, па и било која хаварија во Република Македонија, сите податоци покажуваат дека надлежните институции нити биле таму, а требало да бидат таму, нити презеле одредени мерки, а требало да преземат. Еве, ако бил инспекторот за животна средина во Трубарево, тој требал да констатира дека таму не постои апарат, соодветен апарат за гаснење на евентуални пожари. Дали целокупните тие средства кои се чувале во тој склад се правилно складирани, дали правилно се селектирани, дали правилно се чуваат? Во текот на самата активност, институциите оваа година покажаа одреден напредок. Тоа е навистина, да кажам, за секоја похвалба. Пред се материјално се подобро обезбедени, повеќе ресурси имаат, сите воздухоплови беа исправни, летаа, помагаа. Меѓутоа, се стекнува печатот дека гаснењето на пожарите, активностите се одвиваат по одредена рутина. И кога се појави одреден проблем кој не е во таа рутина, се стекнува печатот дека несоодветно се реагира. Еве примерот на Дрисла. Се гаси со вода, додека не се донесе заклучок, ова не може да се гаси со вода. Ајде да го затрпаме, ајде да го покриеме со песок. Трубарево се гаси со вода, додека не се констатира, ова не може да го изгасиме со вода. Ајде да го затрпаме, а да имаше соодветен противпожарен апарат со пена, тоа ќе се изгасило сигурно многу побрзо и посоодветно. Институција, реакцијата во евакуацијата на населението, видовме на телевизија, прикажаа граѓани кои велат, јас слушнав под средствата за јавно информирање. Дали е тоа доволно да се изврши евакуација? Требало надлежната институција да помине со разглас, да ги повика луѓето, напуштете ги вашите домови, упатете се по тој пат за евакуација. Треба да е одреден патот за евакуација, да се брзо луѓето евакуират, да го напуштат тој терен и да отидат на соодветно место. Каде е реонот за евакуација? Знаете, луѓето мора да ги имат тие информации. Каде беа СМС пораките? Сите луѓе кои биле запатени во реонот, кај што, да кажеме, во периметар од 1 километар на Трубарево, требало да добијат СМС порака дека нивната безбедност, нивното здравје е загрозено и што побрзо да го напуштат тој терен и да се упатат на одредено место. Каде ќе биде, тоа треба да го кажат надлежните институции. Да, Стојановски, но за волја на вистината ние вечерта, еве пак конкретно се вративме на огнената хаварија што се деси во Трубарево. Вечерта, например, имаше во доцните часови, полнокни дури мислам, пресна министерот Тошковски за внатрешни работи, министерот, во кој тој повика и понуди државни ресурси, државна зграда, каде што можат граѓаните од Трубарево, од загрозениот радиус, да можат да се евакуираат. Министерството за здравство подели, мислам, колку беа 2000 маски, заштитни маски на населението.
И Да. државата дали ги исцрпи сите своји ресурси во овој дел што го викате протоколи за евакуација на население во зона во која што е изложено населението на висок ризик? Дали тие информации стаселе до жителите во населеното место? Овие информации Тие беа во кажа, доцните министерот, часови, ги слушнав, повторувам. кој ги слушна? Да, само да кажам, во доцните часови беа овие информации, а самиот пожар, јас бев дента на работа, тој веќе напладне, веќе ние имавме огнената стихија, напладне зборувам во предпладневните часови. Значи, пак ќе кажам, мерки се преземаат, институциите работат, но дали доволно работат и дали стигнуваат тие информации до секој жител, тоа е прашање. Треба од повеќе правци да се действува. Не е само информацијата преку средствата за јавно информирање, да ги повикаме, еве можете да се евакуирате во Идризово, тамо во центарот за обука, мислам, или да се тоа испрати порака, SMS порака на секој телефон, да се помине низ населеното место со возило, со озвучено возило и да се повика луѓето гласно, јасно, да се тропне ако треба и на брата. Да им се каже, луѓе, ова е навистина загрозувачко, напуштете го теренот. Стојановски, при крај сме на разговорот, имам уште некоја минута, сакам да прашам, во предизборие веќе газиме, ќе почне кампањата кај да е, освен што ни мириса на чат, на смрдеа, на како да кажам, на отпад во главниот град, мириса веќе и на избори, вака судејќи според овие работи, какво предизборие не очекува, бидејќи сите овие ситуации, индиректно или директно, се поврзуваат со некои политички задкулисни активности. Јас, како човек, не сакам ни да помислам дека одредена политичка партија или одредена политичка структура предизвикува пожари со цел да поентира на следните избори. Да загрозите толку луѓе, да го загрозите мојот живот и јас да излезам на избори да гласам за да го добиете мојот глас. Па тоа е абсурдно. Тоа не смееме ни да помислиме дека такво нешто одреден ум може да го стори. За жал, сите изјави, еве и од позицијата и од опозицијата се врзуваат, нели? Вие ги предизвикавте пожарите, вие несоодветно реагирате. Топката треба да се смири. Топката треба да се спушти, изборите, кампањата да си тече на оние проекти кои се предвидуваат, она што треба да се направи. А пожарите, институциите да си ги најдат виновниците, да се изведат пред лицето на правдата и со тоа да завршиме. Да, завршуваме со едно моје прашање, малку и околу надворешната политика, сите анализи, па и она што го гледаме како дневна прагма, уставните измени веќе ни се малку адакта, дури од Брисел пред некој ден имаше изјава, мислам од Кошта, дека Брисел чека да ни заврши дома изборниот циклус за локалните избори, па потоа да се направи некој обид за рестартирање на разговори, преговори со Софија околу интеграциите. Имам чувство дека веќе се помалку говориме за европските интеграции, некако го замрзнавме тој пат. Од друга страна, мислам дека беше во саботата информација дека Албанија го отвара петиот поред кластер во преговорите, или вака кажано новинарски, се поблиску прави чекори за да се доближи до Европската Унија. Ние ќе го чекаме завршувањето на изборниот процес да видиме дали ќе можеме да издействуваме некоја деблокада на уставните измени, нели, но премиерот вели нашите црвени линии се познати и од тука натаму нема никакви условувања. Јас ќе ве подсетам дека ние заедно со Албанија и Хрватска или така наречената Јадранска група заедно тргнавме од 2002-2003 година, заедно тргнавме на патот кон НАТО. За жал, 2008 година Хрватска и Албанија си влегнаа во НАТО, а ние останавме пред полуотворена врата. Условот беше сменете го името, со тоа ќе влезете и во НАТО и во Европската Унија. 12 години подоцна видовме што се случи и влегнавме во НАТО, што е добро, нели? Меѓутоа, веднаш после тоа пред нас се поставија нови побарувања.
Албанија како држава си направи одредени активности, храбро чекори на патот кон Европската Унија, а кај нас некако како да е под тепих ставено ова за некои подобри времиња. Европската Унија, односно еден наш сосед, не условува со промена на уставот. Видете, уште 2017 година е направена голема грешка со потпишување на протоколите. Уште тогаш требало сите политички партии, сите политички субјекти, владени, невладени организации да се соберат и да се види што е тоа побарувањето, што се треба да се подпише, да се постигне одреден консензус и без поголема, да кажем, пропаганда, да се направи тој потек, ако треба да влезат, да се смени уставот, да се смени, ако се заземе став, цврст став или црвена линија, не, уставот нема да го менуваме, па макар никогаш да не влеземе во Европската Унија, или да бараме алтернативни патишта да влеземе во Европската Унија, тоа требало уште тогаш да се договори. Сега, кога сме веќе тргнати на патот, треба да се најде модел како сето ова да се изведе, а без да се дава поголемо значение на причината која е, односно промената на уставот. Да, и моето последно прашање, бидејќи секако ве најавив дека сте стратег, човек од армија, кој што ги познава работите, не се сомневам дека следите што се случува со Украина, геополитички светот е толку немирен во овој период. Денеска повторно имаме на релација Трамп, Европска Унија, нели си разменуваат нови канонади, па дури има некој проблем нели со ручекот свечен или вечерата како беше. Во Британија, мислам, во Британија конкретно. Скам да прашам, имаше обиди за доближување до некој мировен договор, привремено примирие, информираме спорадично, но војната се уште трае. Трамп уште пред да биде инаугуриран за председател или на дента на инаугурацијата во свечината изјава, не ме фаќајте за збориче, јас можам да завршам војната во Украина за 24 часа. Самиот почеток на војната во Украина беше неспецифичен, односно имавме неспецифична реакција на најодговорните субјекти на ОПСЕ, на Советот за безбедност на Обединетите нации и не се изврши никаков притисок врз Русија да не започне војна. Европската Унија, односно Европа, нема лидер од калиброт на Ангела Меркел, која ќе зеземе единствена политика и да настапат единствено да спречат агресијата. Америка беше далеку и незаинтересирана, односно самата администрација споро реагираше и мислам да времето на Бајден и не се ни многу замараа со Украина. Трамп најави дека ќе преземе и со неговата инаугурација како да се покажа светлото на крајот од тунелот дека војната ќе заврши. Меѓутоа, сите знаеме дека војната завршува со мировен договор на зелена маса. Да седнат политичарите кои ја започна војната, да ја завршат војната. Меѓутоа, за да седнат тие на зелената маса, треба да бидат исполнети и одредени услови на бојното поле. Војната завршува на бојното поле. За да се заврши војната на бојното поле, треба украинските сили да се уште за сила, да ојачат, да се направи, би рекол, рапидно опремување на вооружените сили на Украина, да станат равноправни со руските и да дојде војната во така наречена пат позиција и да морат политичарите да седнат и да го решат понатаму. Вториот услов е една од страните во конфликтот, во војната, да ја постигне крајната цел. Крајната цел од руска страна и не знаеме која. Некои претпоставуваат дека е излегување на реката Днепар и заземање и присвојување на териториите во кои живее руско население, така нели велат руско население. Таа цел да се постигне ќе треба многу години. И да излезат на реката Днепар и да воспостават одредена власт. Војната нема да заврши со тоа. Луѓето ќе барат да се ослободи таа територија. Крајната цел на украинските сили е целокупност на украинската територија,
Кога тоа ќе го постигне со сегашниот однос на сили? Веројатно ќе треба многу години. Така да, иако има одредени најави за крај на војната, лично сметам дека уште долго ќе се соочуваме со ова војна на европското тло. Да, како што кажав, турбулентни се геополитичките случувања во овој период. Нашите минути за Аргумент Плюс iscrpуваат. Милин Стојановски, пензиониран полковник. Така ви благодарам. Околу 30 на минути разговараме. Ви благодарам и на вас. Да, ви благодарам уште еднаш за ова вклучување. Направивме една анализа за внатрешната безбедност на ПАЈ, допревме и на дворешната безбедност на државата. Почитувани, со ова завршува овој информативен блок. Повторно се гледаме во вестите во 20 часот. Останете со нас.